Почитувани, јавноста е повторно сведок како СДСМ ја подразбира пазарната економија таму каде што ја има власта. Еден човек, една фирма, еден бизнис и обрт од 650.000 евра за само 2 години. Кога на тоа ќе се надодаде фактот дека фирмата е на Митко Андреевски, председател на Комисијата за енергетика, а парите ги наплаќа од џебовите на струмичани преку јавното предпријатие Струмица газ, станува јасно што мисли Радмила Шекеринска кога зборува за бомбона бизнис. Најголемото достигнување во кариерата на Митко Андреевски е тоа што човекот се прославил по тоа што за Владо Бучковски по налог на партијата се јавувал од службен телефон во тогашната А1 телевизија за да го манипулира јавното мислење. Истото што сега го прави за СДСМ и аболицираниот криминалец Заев. Само што сега, како искусен во областа, си регистрирал фирма на адреса на родителите на сопругата и со Заев ги вртат парите на струмичани. Веќе нема дилеми што планира аболицираниот криминалец Зоран Заев, кога сонува дека цела Македонија ќе стане негова приватна собственост и дека ќе гасифицира по урнекот на Струмица. Планира богатење на неговите партиски послушници и милионски бомбона бизниси за неговото семејство. Затоа Струмица има најскап газ, а Куманово се гуши во смок. Граѓаните на 11 декември гласаа против ваквите криминални политики на Зоран Заев. И затоа крајно време е да ја почитува војата на народот, да се повлече и да дозволи државата да трне напред. За криминалот се одговара. Ви благодарам.